Добредојавте во ново видео. Добредојавте во нов влог. Ова е вториот daily влог или вториот дневен влог. Во случај да го немате гледано вчерашниот, прво видео е во description долу, гледате го, повратете се овдека, или ако ве мрзи и не сакате едноставно продолжете од сега. Денеска песничка на денот е: во едно градче во котлина збрано се роди куче необично, ретко дадоа име Брзо Трчковски. Тоа е денеска песничка на денот. Нов ден, нова можност. Каналов се доближува до 10.000 сабскрајбери. Ама сакам да имам спремно специјал. Дајте ми идеја. Долу напишете коментари со идеи за специјал. Може да бидете креативни колку сакате, може да биде ненормална идејата колку сакате. Ако ми се свиѓа, ако е, не знам, окей, ќе ја прифатам. Пишете долу во коментари идеи за специјал. Сега имам многу кратка пауза за да отидам нешто да јадам и после пак се враќам на час. Ова ми е другарче од Америка. Исто македонец. Што Исто не македонец. другарче од Македонија. This is Abram. Hi, Where are you from? Mexico, mi amigo! Завршив со јадење. Тоест уште е во процес. Фамилија кучешка. Знаеш дека јаболкото не е добро кога е јаболко совршено. Навикнат сум јаболкото црвче да имам натра. Да се знае дека е убаво, дека е здраво. Јаболко без црв. Кај се видело тоа? Причината која што сам одам од час до час е затоа што секој час ми е со различни луѓе. Значи никогаш не сум со истите. Сите луѓе земаат различни програми, насоки на факултетот. Да сумирам цело ова моје зборење, секој час ми е со различни луѓе и не ги имам запознаено уште сите. Во видеото каде што направив ревју на новиот iPhone 8, имаше еден многу интересен коментар. Која е целта да се купува нов iPhone секоја година? Ве молам, игнорирајте ако е силката во позив. Живееме во век каде што не можеме да ја бркаме технологијата со пари. Следната година пак излезе нов. Сите договори се например на 1 година или на 2 години, или ќе купите телефон, гаранција има 1 година или 2 години. Кога му завршува гаранцијата, му завршува и функцијата на телефонот. Почнува да кочи, почнува да зеза, почнува да сецка, истрошен е веќе телефон. За да отворам интересна дилема во коментари. Како може Nokia старите телефони, зборам за оние од пред 10 години, еден да го купиш и да не се расипа по 15 години, а денеска што сме на толкаво ниво напред, после 2 години се расипува. Оставете ваше мислење долу во коментари. Кажете ми што мислите на оваа тема, зошто? What's your opinion on, do you think we need a new phone every year? Do you think we need to upgrade like every year? If you break your phone every year, then you need a new one. Other than that, you don't need to. You break your phone? Nah, You don't? I might shatter the screen, but I don't break it. You don't break it. Alright. Ride with it till it breaks. Се возам. Така, чисто. Може немал пари за 2 тркала. Наместо да одам во теретана, ќе одам да трчам. Е баш кај има овдека едно место кај што има исти онакви справи како на кеј. Така што се гледаме за кратко. Заврши со трчање, одам на бањање. Се истуширав
и сега сум облечен. Морам хитно да одам до библиотеката и да испечатам нешто, затоа што мислам, фала Богу, нема никој да има принтер овдека да носи со него. Имаме принтер во библиотеката, така да морам хитно да одам. Оспат си ги земав книгите затоа што е доста онака пријатно место за да учиш. На некој начин е као читална, не знам дали сте биле. Местото е као направено за да учиш. Сите учат таму, као полесно е за концентрација, не знам. Концентрација има во местото. Ако некош ви треба мотив за учење, ви препорачувам читална да пробате. Наискрено не знам од кога до кога е отворена, али прилично е касно, мислам за библиотека. Само да е отворено, само да е отворено, само да е отворено. Yes. Ако не сте виделе како изгледа библиотека, вака изгледа, само морам тивко да зборам. Каков е факултетов цел сега во моментов наспроти каков е преку ден, тоа е ненормално. Буквално сега нема живопиле. Се слушаат штурци. Ќе го одјавам тука видеово, бидејќи сега одам и ќе легнам и ја заспијам, така да фала ме многу што го гледавте видеово, се надам ви се свигаше овој влог. Во description ги има сите мои социјални мрежи. Хеликоптер. Во description ги има сите мои социјални мрежи као Instagram и Facebook и сегде кај што постирам. Фала многу што гледавте уште еднаш и се гледаме утре со ново видео.